Здраво, Македонија. Нешто по 18 часот, Сител телевизија, што значи време е за листа за 300. Надпреварувачите се веќе подготвени, како што знаете, на Иви Даниел, минатите домакини, тој беше 5 учество, па по нивното заминување нивната кабина ја завзема Кронислав и Билјана. Па сега, да ги поздравиме денешните домакини, а тоа се Кронислав и Билјана. Повелете! Домакини. Добро вечер. Како сте? Добре, супер. Добри. Расположени за игра? Супер. Билјана, минатиот пат рече дека имаш трема. Дали денеска ја заборавивме или повторно? Присутна си е. Присутна си е, да. Ама добро, делуваше минатиот пат, не знам како да кажам, ти супер се покажавте се, а еден мал кикс, нели? И пеналите беше малце зезната темата, да интересно излезе на самиот крај, сите останавме малце збунети, ама тоа е што е. Денеска започнуваме, ќе кажам, еден нов циклус. Така, штете, вие сте домакини, со среќа во продолжение. Благодарам. Среќа и на противниците. И на противниците, сега ќе ги дознаеме кои сте, ќе ги запознаеме, да, па да видиме. Те не сакате да додадете нешто? Минатиот пат те прашав за медот. Дали медот го препродаваш, дали само за себе го чуваш? Продаваме. Продаваш, така. Продаваме. И имаме уште. Има заинтересираност за мед кај нас? Едно време Има се... и како што јас стално би рекол, матичен доктор, матичен медар. Така, да. Тие што ти се твоите муштери, Тие си стални се каже, за цел живот што се ига. Супер, одлично. Ке ти себам јас, те се обожавам мед. Мене едно од најубавите работи ме мед и ми се чудат сите кога ќе отидам некаде палачинки кога се јадат. Да речеме сите со еврокрем, нели, банани, так. Ја нарачувам мед и ореви сите, ама како дедо ми. Дека таа стара генерација како дедовци не му е, се обожавам ја мед. Че пробате Мариовски, Да, одлично. Планински. А тешко ли е да се чуваат пчели? Па, не е тешко, за мене би рекол не е тешко. Да. Веќе сум 8 година. Така, значи уживање. Уживање. Едно хоби убаво во животот. Хоби, мозока на пасење, Да. планина горе. Супер, така. одлично. Да не ви одзимам повеќе внимание, ќе си правиме на вакви теми некаде на кафенце На мулаве, кафе. да. А Сека. сега да се сконцентрираме на листа за 300 на денешните теми домакини. Ваша е домакинската кабина, повелете. А не можеме да продолжиме понатаму со нашиот квиз, ако не ги запознаеме и денешните предизвикувачи, односно противниците на Кронислав и Билјана. Да ги поздравиме. Маријан и Михаел, повелете. Маријан, здраво. Здраво. Михаел, здраво. Не ги промаши ви мињето, така? Да. Добре. Има обичај да ги промашам и така. Ама никад до сега барем не ми замерил посериозно. Како сте? Добро, Добре. Ајде започнеме од Маријан. Од каде доаѓаш, Маријан? Неколку информации за тебе, да не ти наметнам сега. Јас сум Маријан од Виница, професор во средното општинско училиште Солванчо Проки во Виница. Супер. Како е на работа? Татко на Михаел. Татко на Михаел. Слуша ли Михаел? Се Веќе Кажи. Добар Добре, супер си. Како е да се предава во основно училиште? Основна, така? Средно. Средно. Па без лелеј. Се потешко и потешко. Тоа сам дека ако основно е Учениците не тешко, беа тоа што беа порано, но се снаоѓаме. се снаоѓаме. Ништо не е како што беше порано, да не се ништо не е, лажеме, да. малце изместени се работите, но ајде, сепак листа за 300 е место каде што нели малце ведро снесуваме да не се навреќаме на тие тешки теми, има каде да збориме. Михаел, Јас сум Михаел, 24 години, од Виница, син на Маријан. Студент на фармација, сега последна година. последна година, браво. Да. Колку 5 години беше фармација? 5 години, да. 5 години, така. И кој смер? Имаше неколку смерови таму? така? Магистар по фармација. Магистар по фармација, Да. супер, брат. Одлично. Се гледаш во таа работа или Па да. едноставно го завршуваш тој факултет? Да, што си го почел на... ќе видиме. Ќе видиме. Ја мислам дека е интересна гранка, како да кажам, во индустријата и имам неколку пријатели мои кои што работат фармацевти, се голем поздрав до нив, знаат за кого зборувам. Но и тешки напорна работа по нивните кажувања сега. Да, и тежок факултет. Да, и тежок факултет, тоа ти најдобро се знаеш. Да не ве деконцентрирам и вас. Прво учествував ова во квиз? Прво, да. Да, трема има... Не. Не ми делуваате нешто. Мене тоа што ми е најбитно. Сконцентрирајте се на темите кои што ги задаваме. Ако нешто не е јасно да ме прашате, немојте никако да претпоставувате. Значи, неколку пати се случило до сега грешки да направат нашите надпреварувачи и после кога ќе ги прашам што беше, абе мислев дека кажу ова или претпоставував дека тоа. Мислам, мислете со ваши глави, ама откако добро ќе разбереме темата.
Кога е темата во прашање, слободно прашајте. Немојте да направиме непотребен лапсус. Важи. Така. Со среќа во продолжение, почувате како предизвикувачи до каде ќе стигнете останува да видиме. Ваша предизвикувачката кабина, повелете. Кронислав и Билјана, односно Маријан и Михел, седнаа во нивните надпреварувачки кабини, а сега, драги гледачи, треба да провериме дали функционираат како што треба, нели, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму со денешното издание на Листа за 300. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Маријан и Михел, дали се слушаме? Да. Случајно, ако не ме слушате добро, музиката е прегласна, да ми сугерирате, да ми кажете, за да средиме работа. Вие ќе не слушате за евентуалната сугестија. Да, ќе ве слушаме, мораме да ве слушаме. Вие сте сега газди во тој простор таму, да. Се среќа во продолжение, момци, нека победи подобриот, а сега Кронислав и Билјана и вашата кабина да провериме дали се слушаме. Функционира одлично. Функционира одлично. Готово. Ќе послушам Билјана и веднаш одиме со Листа за 300, така ли? Со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да си започнеме со денешното издание на Листа за 300, како и секогаш така и денеска ќе си започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: зборови на 4 или 5 букви кои почнуваат на буквата Л. Бараме зборови на 4 или 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата Л. Само во еднина, во еден род и без членување. Се прифаќаат сите видови зборови, како именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Кронислав и Билјана, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Маријан и Михил, дали ни е јасна темата? Јасно. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање, први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Маријан и Михил. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А Маријан и Михил, која ќе имате понуда, споделете со нас. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. Округла 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Нека одговара. Да одговарат? Ајде да видиме. Кронислав и Билјана овој пат дали тактиката, стратегијата ќе се исплати. Маријан и Михил, прво па машко што би кажале, добре дојдовте во Листа за 300, ова со други зборови. Ќе одговараме на темата зборови на 4 или 5 букви кои што почнуваат на буквата Л. Немаме многу полиња празни, 23, но не се ни малку. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Не се брзајте, имаме време, значи без брзање. Колку беа? 23. 23. Да започнеме со лама. Лама. Што плука? Така е точен одговор. Лист. Лист. Така е. Ласо. Ласо. Така е. Да, 4 и 5. На Л буквата, така. Да. Локум. Локум. Локумче.
Јадете локум? Да. Маријан, знам, Михел дали јаде, помлада генерација, па не зна дали да. Ја многу се сакам локумче. И така, четврти точен одговор. Ласер. Ласер. Така е. Лоза. Лоза. Така е, лоза, потоа? Лост. Лост. Така е. Ликер. Ликер. Така е. Лимен. Лимен. Така е. Лосос. Лосос. Така е. Лото. Лото. Една седмица да ни се падне. Играте лото? Не. Не па ништо од паѓањето, ни на мене, ни на вас. Лого. Лого. И лого е точен одговор, 12, на пола сме. Лонец. Лонец. Така е. Лупа. Лупа. Така е. Лумен. Лумен. Така е, точен одговор, 15 до сега. Литар. Литар. Од што литар? Литар алкохол, литар, што сега? Кронислав, литар ракија. Да, тоа е право. Лира. Лира. Лира, така е. Леген. Леген. Така е. Лани. Лани. Како минатата година, така. Да не тоа до неква забуна, така е, точен одговор. Лисец. Лисец. Лисец еден. Така е. Уште 3 само, ајде. Лето. Лето. Сите го чекаме летото да дојде, ајде лето. Така е, точен одговор. И уште 2. Логор. Логор, браво. Логор. Логор. Така и последното. Ловор. 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 Така е. А стварно, не ви текна листа? Ништо, им го зимам поенот. Не може вака. Отиде тој беше, ние уствари цела тема ја зададовме за тој збор да го слушнеме, листа да кажем. Честитки Маријан и Михел за првиот освоен поен во листа за 300, видовте, не е ништо страшно. Тремата очигледно готово ја заборавивме, ја оставивме. Ви се допаѓа како работите како тим. Си дати поддршки еден на друг, си се слушате, супер, само продолжете така со ова темпо и далеку ќе стигнете. Не се опуштете премногу, шегата
На страна, Марче денеска тешко ми од изборењето. Имам уште една лицитација, се може да се промени за миг, но тоа не значи дека не може сега да се радувате за првиот воопшто поедноставен во листа за 300. Кронислав и Билјана, знаете дека не е ништо готово, можеме малце повеќе да надаваме и да ги фатиме нели на кондиција малце на време, но тоа е што е. Знаете дека ништо не е готово, имаме уште една лицитација. Чекај Кронислав, сега не е забава. Сега више сериозна работа. Да, парите се во прашање. Сконцентрирано во продолжение и ајде пенали да играме. Јас за пенали нају. Што? Пред да продолжиме понатаму, драги гледачи, со втората лицитација на брзинка да прочитам уште неколку зборчиња на 4 или 5 букви кои почуваат на буквата Л. Тука имаме лаана, лава, лавеж, лавче, потоа лага, ладно, лажго, лакот, лакт, лампа, ланец, ларва, лаута, лафер, лебед, левак, легач, легач, мојот збор. Тоа е леток, леќа, лигав, лигна, локум, лорд и така натаму. Ги има доста зборчиња, почна веќе да се губам кој ги има кажано, кој не моите надпреварувачи. А сега, како што реков, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи: Учеснички на Евровизија во 2024 година. Ги бараме државите учеснички на минатогодишното издание на Евровизија. Настапија повеќе од 35, а помалку од 40 држави. Една држава во текот на надпреварувањето беше дисквалификувана, но ќе признаеме и неа. Кронислав и Билјана, дали не е јасна темата? Јасно. Супер. Маријан и Михаил, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Кронислав и Билјана. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Маријан и Михаил, а Кронислав и Билјана, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22 беше? Да. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. Нека одговара. Да одговарат? Ајде да видиме. Маријан и Михаил, денеска, бога ми, ќе си го заработите лебо, така мислете. Ќе дојдете прв пат во листа за 300 и ќе седите и ќе гледате. Повторно ќе одговарам. Имаме сега 26 празни полиња, не се премногу, но не се и малку. Бараме учеснички на Евровизија во 2024 година. Кога ќе бидете подготвени, започнат. Може. Србија. Србија. Што направија србите минатата година? Знаете не? Па не, обично добро котираат они на Евровизија за чудо нега, нели? То Србија, прв точен одговор е Хрватска. Хрватска. Така е. Романија. Романија. За жал Романија не учествуваше 2024 година. Си исполни мојата желба, пенали ќе играм. Ама, леле, колку бев јас убеден. И секој кажавме Романија и вака барам. Знам дека не ја видов никаде на списокот, а не знам зошто нека влезаме во глава дека се редовни учеснички на Евровизија, дека биле таму, ама тоа што е. Маријан и Михаил. Ништо не е готово, криво ми е што на третиот одговор ја лизнавме работата, ама па подобри на третиот, колку замисли да беше на 23-тиот, па поише да боли.
Вака, сега повеќе ознењето и енергијата ќе ги чуваме за на пенали да имаме добар резултат. Добри бевте, само посконцентрирано, не брзете се одговорите. Ова е више неискуството, ете си го направи своето сега, значи убаво размислете, имате време додека одговарате, тоа на сите им го кажувам, времето е ваш сојузник во листа за 300 за разлика од другите квизови каде што треба брзо да одговарате, тога не го бараме тоа. Внимавајте, договарете се, измерете ги одговорите дали се точни, дали би можеле да бидат точни или пак погрешни, потоа споделете го. Ништо не е готово, ќе играме пенали, пеналите ќе го одлучат денешниот победник Кронислав и Билјана. Се исплатеше стратегијата, два пати едно по друго им дадовте да одговарат, можеби првиот пат беа супер сконцентрирани, но ете вториот пат заморот си го зема данокот. Тоа е што е. Честитки за освоениот поен. Како што реков, сега играме на пенали. Нека победи подобриот од вас двајца. Но пред да продолжиме понатаму, јас ќе ги прочитам оние држави учеснички на Евровизија во 2024 година. 37 се. Интересно е што е тука и Австралија, која што е единствената неевропска држава. Интересно е и што и Холандија на овој список, а таа е единствената дисквалификувана држава пред финалето минатата година. Останати држави тука се и Австрија, Азербејџан, Албанија, Белгија, Германија, Грузија, Грција, Данска, Ерменија, Естонија, Израел, Ирска, Исланд, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Молдавија, Норвешка, Обединето кралство, Полска, Португалија, Сан Марино, Словенија, Србија, Украина, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Швајцарија, Шведска и Шпанија. Добре, ги прочитав сите 37 на време. За жал, и минатата година нашата држава Македонија не се најде на оваа листа. Искрено не знам дали воопшто ни треба. Не навлегуваме на таа тема. Веднаш се селиме на пеналите. Тие кои што ќе го одлучат денешниот победник и оној кој што ќе се бори за парична награда. Затоа да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Јовано Јованке. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна Јовано Јованке. Ке ги признаеме зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој избор можете да го кажете само еднаш. Веќе кажаните зборови од насловот не може да ги кажете. Кронислав и Билјана, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, не ве прашам дали ја знаете песната или пак не, сепак треба да ги надбудурите ако можете и некако вашите противници. Маријан и Михаил, дали не е јасно? Супер. Ова повеќе се однесува на вас. Во текот на пеналите вклучени се кабините и одговараме на поредно едните пат другите. Затоа бидете внимателни како комуницирате, за да не си ги издадете одговорите, односно да не им помогнете на вашите противници. А сега, да започнеме. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Михаил и Маријан. Повелете. Крај. Крај. Вардарот. Само секунда да го испишеме збор. Така, Вардарот. Така е. Седиш. Седиш. Случајно да не работи. Така е, точен одговор. Седиш моме. Моме. О, Билјана. Не е моме. Море. Мори. Мори. Крај Вардарот седиш мори, бело платно белиш. Каков лапсус мене сега, многу ми е криво за вака за едно зборче кога е работата. Кронислав и Билјана. За жал не можам да го прифатам одговорот. Супер надпреварувачи бевте, криво ми е што морам да се збогувам со вас, а бас се понадевам дека ќе се дружим уште некое издание. Знаете дека вратите на листа за 300 ви се секогаш отворени, едве чекам повторно да ве видам. Ова не е реалната ситуација. Денеска можеби замарот си го направи своето втора емисија поред ветераме од Прилеп да доаѓате Скопје. Знаеме дека и тоа си го зема данокот. Ќе чекаме подобар ден за да поправиме целата ситуација и да си заминеме од тука со парична награда. Затоа ве чекам уште еднаш да дојдете. Не сме со празни раце да ве пуштам, ќе ме карат Прилепчани, а се сакаме, имаме посебен однос. Ќе ми се љутат, ќе речат види го Марче на Прилепчани пари не дават. Останете ми во добро здравје, секогаш ме е чест и задоволство кога сте во нашето студио и ве чекам уште повторно.
Но сега морам да ви кажам чао. Маријан и Михаил, се насмеам на среќата денеска, се погодија се наредија коцките и прво учество, прва победа и прва шанса да освоите парична награда. Но пред да ве повикам тука на главната сцена, да ја прочитам песната Јовано Јованке. Јовано Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш. Бело платно белиш душо, се нагоре гледаш. Јовано Јованке, јас те тебе чекам, мори дома да ми дојдеш, а ти не доаѓаш, душо, срце моје Јовано. Јовано Јованке, твојата мајка мори, тебе не те пушта, кај мене да дојдеш, душо, срце моје Јовано. Со ова го завршуваме овој дел од листа за 300 и се селиме на другиот онеј дел каде што Маријан и Михаил ќе имаат шанса да освојат парична награда. Затоа, драги гледачи, останете во продолжение со нас, се враќаме веднаш по паузата. Маријан и Михаил ми се придружија тука на главната сцена и за минутка две ќе ги соочим исто денешната тема. Ќе имаат шанса да си освојат и парична награда, но дали ќе успеат, ќе видиме. Ја мислам дека ќе успеат. Денеска некако така ми делувате расположен за пари зимање. Пред да ви ја кажам темата, имам интересна тема поврзана нели со нашата држава, со Македонија. Но пред да ви ја кажам, секако на брзинка да протрчаме низ нашата листата е составена од 15 полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни ваши одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Сега да не должам повеќе, може да ви кажам темата? Може. Подготвени? Да. Се надевам дека сте подготвени и вие, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема. Села во Македонија што почнуваат на буквите Ч, Дж или пак Ш. Извор, сајтот на Националната федерација на фармери каде се наведени сите 1700 рурални подрачја во Македонија. Ги барам имињата на селата на целата територија на нашата држава, чие име почнува на било која од буквите Ч, Дж или Ш, без оглед. Дали е името од еден или два збора. Село е, шока. Дали не е јасна темата? Да, јасно. Како стоиме со селата во Македонија? Па тие се малку поретки букви, ама ќе се видиме. обидиме. Да, ама сепак можам да ви кажам дека ги има повеќе од 40 во Македонија. Да. Чисто да калкулирате со таа бројка. А не те прашав неднаш, Маријан, што предаваш? Јас сум професор по група текстилни предмети во училиштето средно во Виница. Супер, одлично. И Текстилец. текстилец, да. Мајка ми на времето во средно исто тогаш после во гимназија се прииначи, нели беше текстилно училиште во Ѓорче. Знам. Да, и таму предаваше на англиски, добро, нема везе. Ама колку толку сум запознат со тие предмети, сакам да кажам. Така. Ги мисля матка ни животот. Во ред, да се вратиме на ова, да не, нели, се деконцентрираме, да не забегаме од темата. Кога ќе бидете подготвени? Ч, Дж и Ш. Да, Ч, Дж и Ш. Тие што во звуката ги кажуваме како Ж, Ж, Ш. Ајде ќе започнеме со чифлик. Чифлик. Имам едно прашање, повеќе ги има чифлици или само еден Па ваш? само еднаш, да, само еднаш обично Да, ги кажуваме, има- затоа што нема како да ги разграничиме дали кој е од каде. Добро, што, добро, да, во ред. Така е, чифлик, точен одговор? Джепчиште. Джепчиште. Ке морам после да ви асоцирам, ето. Зашто ме копка. Сега тоа Така е. третото што го имаме е и центар на општина, тоа е центар на комбинирана општина со две имиња е тоа, ама тоа е општината, а селото е Чешиново Чешиново да го играме. Да. со две имиња. Тоа е општина се, нас селото, аме има Чешиново. Има. Така е, првите 50 евра до сега освоили во листа за 300, се ваши, доколку не погрешиме во продолжение. чашка Велес. Видете убаво? Ете, ви го земам. Тоа што сакам да асоцирам. Тоа ли е? Ај некој друг да Не, се добро, ова ми беше интересно да. Челопек, тетовска, чашка, челопек и Што некој. на Дж. Чекај, три мора да...
Шемшево. Шемшево. Како реков на чашка, Шемшево и челопек. Идеме. Кој ќе биде првиот? Чашка. Чашка, поточно четвртиот. Чашка. Така е. Челопек. 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 Така е, точен одговор. Наш тетовско Шемшево. Шемшев. Шемшево. Шемшево. 100 евра се ваши. Точен одговор. Честитки. Мали консултации. Секако. Секако. 100 евра се во прашање или 150. Ајде, ги имам. Кратовско шлегово. Добро. Чардаклија Штипско. Добре, Чардаклија Штипско. Шлегово Кратовско и... Само момент. Уште едно ни фали? Да. Мислам за Да. ово едно. Лидер. Чардаклија. Има едно со две имиња. На С му почва второто име. Размислете, еде. Имаме уште и малку С да се- размислим. да. Ч и... И С е Ч е првата буква на првото име, а С е на првата буква на второто име. Чардаклија, шлегово и... шуко, чи се, чи... Не знам, не ми тикнува ништо. Литоста. Ајде. Уште едно ви фали за овакво, Че има и сега се, само друга. да, мисле, че и се... Има едно село на Ш, што името му носи на една риба. Што има кај нас крабливец на Ш исто така. Чекай, се, за кратко Мислете, се мислете. тек. Ајде. Има време, значи мислете, Добро, не фала. се... Тие двете ги памти да не ги спозабравиме и тие. Да памти ги стварно убаво ти кажа, да не ги заборавите ти. Најдех едно. Шопско рудере, па е Кратовско. Профи. Значи чарда. Така е, супер. Чардаклија, Шопско рудово и Шлегово, па е Кратовско. Одлично. Одеме. Чардаклија. Чардаклија. Чардаклија, Штипско, седми... Чекај. Така е. Точен одговор, потоа? Шопско рудере. Шопско. Рудере. Шопско рудар. Шопско рударе, така е. Шлегово. Така е. Шлегово. Шлегово. И Шлегова. Кој претходно го мислевте од овие? Имавте друго некој сакавте? Чекай сега градам. Не, добро, ако позиција. Ако не магале Шлегово, за 150 точен одговор. Браво се. Ајде, сега што правиме убаво, размислете, пазите да не ги изгубиме овие пари. Широк дол. Мора да има такво село, не може да не. Пазите да не направите никога. Игрите на сигурно, пак, Да. сепак 150 еври имате. Тоа е барем мојот совет. Сега...
Доста е. Доста е, 150 евра ќе си ги земеме? Да. Па нареден пат атакуваме на 300 евра. Да. Честитки за првите 150 евра освоени во листа за 300 и нам е огромно задоволство, што мене ми уште е поважно, си обезбедив учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи повторно ќе се дружиме. И така до 5 пати ако победувате. Па после тоа на клоци ве бркаме тука. И ви ги зимаме парите. Сами низко. ќе си. Сами ќе се отидеме, каже ние. Не треба ништо. баш. Пред да се простиме, драги гледачи, да прочитам уште дел од оние села кои што почнуваат на ЧД или Ш. Сега ќе наклија на Ч ги кажам мене позвучајки, вака ќе извам Чајлане, Чајле, Чалакли, Чалошево, потоа Чаушли, Чемерско, Чепели, Чепиково, Черкези, Честево, Чешме, Мале, Чучар, Сандево. Па на Дж ги имаме Джепин, Джепиште, Джепчиште, Джидимирци, Джумабос, на Ш имаме Шашарвалија, Шемшево, Шешково, Шипковица, Шишево, Шопско, Рударе, добро кажавме, Шопур, Шталковица, Штрбово, Штука, Штурово, Шупликамен, Шурлевци, Шутово и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Јас за крај уште еднаш да им честитам на Маријан и на Михаел за освоените 150 евра. Нека се множат фидни, да се гледаме во следното издание. Што значи останете вие во добро здравје и секако останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко, ве сака телевизија Сител. Чао!